Кога зборуваме за земјоделството, потребно е да потенцираме дека тоа се дели на повеќе области. Одделот на земјоделието во овчеполието најзастапено е поледелството, односно одгледувањето на житните култури, сточарството и во последен период во подеме на лозоро-овощарството. Но за да се има едно успешно земјоделство треба да се потенцира дека младите луѓе треба да бидат вклучени во производството, бидејќи земјоделството претежно е примарна гранка, односно производство на храна или сировина за понатамошна преработка, односно за потребите на индустријата, односно за мелничко-пекарската индустрија, за млечната индустрија, месната индустрија и друго. Оно што е тренд во овчеполието е да имаме едно сериозно намалување на број на регистрирани индивидуални земјоделци од некаде бројка 800 регистрирани, сега во моментот имаме регистрирано околу 217 субјекти кои се индивидуални земјоделци и правни субјекти кои се во друга форма на организирање со претежна земјоделска дејност околу 107, што значи дека трендот и интересот за работа во оваа гранка и производство на храна и занимавање со земјоделие се значително се намалува. На што се должи тоа? Мора да потенцираме дека во овчеполието имаме еден систем за наводнување кој е многу руиниран, кој со тек на годините веќе станува дисфункционален во делот на овчеполието и таму е нужна промена, односно се потребни радикални промени и една сериозна реконструкција на целиот овој систем, каде од година во година прави сериозни штети на земјоделците, односно во делот на нивното производство. Како да се подобри оваа состојба, односно да се намали иселувањето, а да се зголеми интересот за производство на храна во овчеполието или да се младите луѓе занимаваат со земјоделие. Постојат одредени мерки, ќе напоменам само едно од нив, тоа е мерката Млад земјоделец, која во една фаза доделуваше грант од 10.000 евра противредност во набавка на опрема во делот на земјоделието и во поново време има уште една мерка каде што се доделува 20.000 евра противредност на набавка на опрема која треба се користи во земјоделието. Но кој е недостатокот на кои се недостатоците на овие мерки? А тоа е дека временската рамка од делот на објавување на самиот јавен повик до делот на реализација и исплата на средствата трае премногу долго. Некогаш трае и повеќе од 2 години, што е недопустливо да еден млад човек кој сака да се занимава со земјоделие чека толку многу еден период за да може да ги добие тие средства, за да може да отпуши својот бизнис во земјоделието. Друг недостаток е што тие средства финансиски треба прво сам да ги набави, да ја плати целата опрема, потоа да чека да изврши поврат од државата, односно институциите, и тоа е едноставно недопустливо, бидејќи доколку тој млад човек или млад земјоделец има такви средства, многу тешко ќе се одлучи да работи во земјоделие, ќе работи во некој друг сектор, затоа е потребно да државните органи кои се одговорни за овие мерки во иднина имаат во обзир да тие средства се исплаќаат веднаш по одобрување на самата мерка, односно на самиот апликант кој ќе ги добие овие средства, за да може веднаш да започне со креирање на својот бизнис во земјоделството.